Дечки, да, ќе имаме за анксиозност, едно од наредните теми ќе биде тоа. Знаеш, ама Елена, јави ми се затоа што за анксиозност има и многу работи кои што човек мора да ги направи во лични консултации, дадени вежби, дадени техники, каде што анксиозноста можеш да ја решиш, така да постојат начини за сето тоа. Работам со луѓе што имаат анксиозност и стварно има решение. Значи, овој лайф, мислам, стварно, сакам да ви инспирирам. Човекот да излезе надвор од комфорт зоната, значи, ќе ви дадам една многу добра поента како и зашто не се исплати да сме у комфорт зоната. Како и зошто да искочиме од комфорт зоната? Не ни се исплати да сме таму, ете зошто. Ќе ви кажам зошто. Муабет за комфорт зона, зборев минатиот лайф за Life is life. не зборев за тоа. Та-та-та-рарам. Зборев за друго. Да, life is life. Животот е живот, ама животот е направен да се живее, да, и зборев дека во комфорт зоната, зборев минатиот лайф, ако не го гледавте, меѓу другото за самодоверба и сигурно зборев за ентузијазам, но ќе го поврзам тој претходниот лайф со овој лайф, или сакам да ги поврзувам работите, и кажав дека самодовербата и сигурноста е освојување на нов простор. Нов простор кога имаме, и кога го освојуваме тој нов простор, имаме сигурност и самодоверба. И ако малку ви е чудно се ова што го зборам, ако гледате претходниот лайф, ќе ви биде јасно, секогаш кога имаме нов простор, во суштина имаме нова сигурност и самодоверба, нели? Ново нешто кое што сакаме да го освоиме како простор, затоа што ние како битија сме простор. Зборот биди значи да имаш простор, и рековме дека во животот имаме надминување на препреки за да стигнеме до цел, и дадовме една дефиниција од филозофот Хабард, кој што многу сакам, кој што вели дека среќата е надминување на препреки кон посакувана цел. Значи, ако ги надминеме препреките и стигнеме до некоја цел, сме среќни. И се зошто ова го зборам? Поради тоа што комфорт зоната е простор кој што ни ја дал сигурноста и самодовербата. Комфорт зоната е простор од кој што е исцицана сигурноста и самодовербата. Комфорт зоната е стар простор. Ме разбирате? Комфорт зоната е простор каде што во суштина немаме што да добиеме, но имаме работи за да ги изгубиме во комфорт зоната. Така да во комфорт зоната, останувањето во комфорт зоната е останување во стар простор, и реков дека кога ќе фатиме нов простор, кога ќе фатиме наши цели, наши идеи, наши залагања, наш пат, тогаш креираме нов простор. Во тој простор секако има препреки, има предизвици, но надминувајќи ги тие предизвици, фактички го освојуваме просторот, нели? И младоста е младост лудост, што би рекле постариве. Младост лудост значи дека младоста не бара многу размислување, младоста е делување, младоста е акција. Ама како старееме, почнуваме многу повеќе да мислиме пред да делуваме. Не секогаш е тоа добро, затоа што многу често правиме overthinking, премислуваме непотребно, затоа што почнува да навлегува со текот на животот страв во нас, во нашиот ум, и тој страв не тера да правиме премногу мислење во дадени ситуации. И баш на таблата денеска имам нацртано многу интересен цртеж, приказ, но сакам да ви објаснам нешто претходно, а тоа е дека кога ќе тргнеме да освојуваме некој простор, фактички што сакаме да направиме? Сакаме да го искусиме тој простор, сакаме да искусиме работа, и младоста е искусување. Има убав текст еден баш од Хабард, кај што кажува клучот на самодовербата и сигурноста е да искусиме. Искусувањето е клучот на сето тоа. Зошто? Поради тоа што како го искусуваме новиот простор, така го опфаќаме тој простор и така доаѓаме до сигурност и самодоверба. Порано, баш кога бе во, 16 години, вајде имав 15, отидовме со друштво во Охрид, така седевме во градиште, па на плажа некојаш ке преноќиш, па кај некој у шатор, па кај некој стан со 200 марки, и тие 200 марки ги правевме за цел месец да ни користат, ама сакавме да искусуваме. Гледате, јадевме лепи паштета, што викаше еден другар, за да смениме да не е исто лепи паштета, па ден после тоа лепи месни нарезак взимавме. За да не биде многу монотонно јадење, менјавме со месни нарезак, да не е само паштета, ама фактички сакавме да искусиме. Ме разбирате, имавме добри ставови за животот. Ке искусам, идам, креирам, сакам да бидам, правам и така натаму. Но комфорт зоната е место каде што човекот не сака повеќе да искусува живот, не сака да искусува препреки, не сака да се соочува со некој нешто. Поентата на овој лайф кој ми е? Читав еден цитат на социјалните мрежи и
За жал и го немам цитатов пред мене, ама ќе ве дадам поентата, беше многу бав цитат, ама беше во насока дека човекот секогаш мора да плати некоја цена. И мора да плати некоја цена во смисол на тоа, гледайте, ако останеме во комфорт зоната, пак плаќаме цена. Ако излеземе од комфорт зоната надвор, пак ќе платиме цената. Кога сме во зоната на живот, па ја плаќаме цената. Зашто? Поради тоа што во животот ќе имаме неуспеси, ќе имаме порази, ќе имаме разочарување, плаќаме ли цената? Да. Како ја плаќаме цената? Тажни сме, разочарани сме, негативни сме и така натаму, не? Но ако останеме во комфорт зоната, човекот не сваќа дека и таму плаќа дебела цена. И плаќа поише отколку што плаќа во зоната на живот, каде што е надвор од комфорт зоната, нели? Поради тоа што во комфорт зоната исто така плаќаме цена. Човекот мора да ја плати цената. Тоа е поентата на овој лайф. Ако сватите дека ќе платите цена, ама во комфорт зоната никогаш нема да наплатите. Ке наплатите само во зоната на живот, кога излагаме од комфорт зоната, таму и ке наплатиме. И фактички цената која што ја плаќаме не е ни некоја голема цена, затоа што секоја грешка која што ќе ја направиме фактички е цена, но во таа цена има и знаење. Ама во комфорт зоната само губиме и ни наплаќа животот, ама секој ден ни краде по, не знам, 100 денара, 200 денара, зашто е малку, не боли. Ама кумулативно, кога ќе се собере, во цела година сме наплатил животот многу. Да, кога ќе идеме да живееме во животот, ќе наплатиш со една победа, надминување на препреки, наплатиш, ама ќе се разочараш. Ќе платиш цената и таму. Зошто? Затоа што животот е живот. Life is life. Та-на-на-на-на. Затоа што ќе се случат грешки. Mistakes are part of life. Парарарара. Затоа што и грешките се дел од животот. Грешките се составен дел од животот и со грешките учиме. Затоа што ако грешиме, да, плаќаме цена, ама исто така долгорочно фактички наплаќаме. Ама во комфорт зоната е како голем крадец. Комфорт зоната е крадец со што само ви краде. Остануваме у комфорт зоната со надеж дека ќе добиеме. Дечки, никој ништо не добил у комфорт зоната. Зошто? Зашто комфорт зоната е просторот кој што исцица на сигурноста и самодовербата. Тој простор кога бил нов, кога сме го освојувале, ни бил корисен. Ама сватете една работа. У животот ќе платиме цена. Ќе платиме цена за неживење, затоа што се плашиме и затоа што сакаме да бидеме у комфорт зоната, плаќаме цена. Не ја гледаме таа цена дека ја плаќаме. И ќе платиме цена кога ќе се впуштиме да играме живот и да бидеме и да креираме и да правиме и да влеземе во акција, ќе платиме цена. Поентата е која цена е попаметно да ја платиме. Која цена? Цената на играње на животот е попаметно, зашто таму и ќе наплатиме. У комфорт зоната само плаќаме, ама не наплатуваме никогаш. Комфорт зоната е голем крадец, кој што ќе ве олјушти, ќе ве осиромашти, ама полека, болно, сигурно, тоа се случува. Ама од што не осиромашува? Од нас, од живот, од самодоверба, од сигурност. Зашто во моментот кога ќе сакате нештото да го зачувате, почнувате да го губите. Гледате? Кога ќе сакаме нештото да го зачуваме, почнуваме да го губиме. Нештото мораме да го креираме, за да го имаме. Има убав цитат од Хабард, повторно ви кажа, имањето е резултат на креација. Ако ние не креираме, нема да имаме. Ама што е фактички сигурноста? Е постојана креација. Само постојаната креација ни дава сигурност. Ама у комфорт зоната сакаме да зачуваме, сакаме да заштитиме, сакаме да... Ама кога заштитуваме, кога се штитиме, мораме да имаме идеја дека нештото ќе не нападне. Тука е проблем. Ме разбирате? Зашто штитиме? Само штитиме кога мислиме дека нештото ќе не нападне. А кога мислиме дека нештото ќе не нападне, нема ние да нападнеме. Затоа што ние напаѓаме кога напаѓаме со акција, со идеја, со став, со креација. Знаете кога напаѓаме? Кога имаме идеја дека немаме опасност во околината. Кога имаме идеја дека ние сме у наводници опасни, не опасни, него креативни, со позитивен став, доминантни,
во тој простор. Гледате, мора да имате простор и да го креирате тој простор. И во тој простор треба да се доминантни и да играте играта, не да сте арогантни. Зборот доминантни луѓето го поистоветуваат со арогантни. Зборот доминантен значи дека можам да бидам доминантен со овие лајвови и да бидам доминантен во моите консултации со вас. Тоа значи дека сум помогнал на поголем број на луѓе. Тука сум доминантен, ама не значи дека сум арогантен. Зборот доминантен само значи дека фаќаме многу простор и не се плашиме да бидеме во тој простор. Ако имате некој простор каде што се плашите да бидете, нема да бидете доминантен. Ви треба да сте доминантен. И кога сте доминантен, сте растеретен фактички од грижи, од негативности, затоа што креирате кога сте доминантни. За многу луѓе овој збор доминантен више ги боли уши кога го слушаат од мене. Затоа што се научени да бидат поскромни. Може да бидете скромни во огромен простор, верувајте ми. Може да бидете скромни и доминантни. И тоа е мотото на живењето. Бидете доминантни, бидете скромни. Ако не ќе да бидете скромни, не морате. Ама луѓето мислат за да бидат скромни, мора да го пуштат просторот. Не сме да имат простор, затоа што така сме учени. Зашто? Затоа што мајка му така му кажала: скромен биди, скромен биди, скромен биди. Не дигај рака сега ти цело време. Ама немој се ти само сакаш да се докажеш. Учителката може да му рекла: "Е, само ти сакаш па цело време рака да остаи другите." Добро, овој ќе се повлече на еден на друг начин, ќе се повлече од просторот затоа што не ќе да биде доминантен, сака да биде скромен и кај нас скромноста значи да немаме простор. У моментот кога немаме простор, немаме сигурност и немаме самодоверба. Имајте простор, бидете доминантни, може да бидете скромни, не е проблем. Различни концепти сте. Знаете, луѓето поврзуваат доминантно со скромност или со нескромност. Тоест, доминантно со нескромност. Не доминантно со скромност. Добро, ако јас сакам да сум скромен, треба да не доминирам. Океј, ќе си играм малечки игра, ќе се бидам у комфорт зоничката, ќе се плашам да бидам. Зашто? Зашто некој ми ставил у главата дека ако бидам ќе сгрешам. Ме разбирате, тука е поентата. Мораме да ги најдеме тие кочници во нашиот ум. Тоа што им помагам на луѓето. Како да ги најдат кочниците во нивниот ум? Кога одлучиле да се повлечат од животот. Има причина зашто одлучиле луѓето да се повлечат од животот. Таа причина не кочи. Таа причина е се уште во нашиот ум. Знаете, кога некој нешто цело време ви го збори, мајката, таткото, останува глас во вашиот ум. Сте имале глас во вашиот ум? Сам со себе што си правите муабет, тој глас ви збори нешто? Тоа е затоа што некој 100 пати ти го кажал тоа. И од 100 пати кажување на едно те исто останува глас во вашиот ум. И тој глас почнува да не контролира. Почнува да ти кажува како треба да бидеш. Тоа е мајка ти. Тој глас е мајка ти или татко ти? Слушни ме. Има име тој глас. Тој глас е нешто кај што 100 пати ти го кажа и се тоа останало во твојот ум и тоа те контролира се. И ти мислиш дека тоа е дел од тебе и ти мислиш дека така треба или дека тоа си ти. Не, дечки. Тоа се одамна минати критики, зборови. Може на луѓе кои што више не се ни до вас. Ама останало нештото во нашиот ум. И сега тоа нас не доминира наместо ние да доминираме во просторот. Така ли е? Океј. Дечки, сакам и ова да го прикажам, сакам ова да го објаснам, сакам ова да го направам и ќе се префрлам сега малку на таблата, затоа што сакам да ви кажам колку е важно за да доминираме во животот, за да го доминираме просторот. Колку е важно да имаме добар став, затоа што сте почнува со добар став. Човекот кој што има добар став за себе, за животот, за околината, контролира многу работи и контролира простор и има сигурност и самодоверба, зашто мислите се поврзани со ставот. Ја веднаш знам кога некој човек има добар или лош став. Ке ми дојде некој човек и ако почне да критикува за работа, вака е шефот, катастрофа е, ова, она е, лош став. Јас знам дека тој лош став предизвикува тој да има критични мисли за шефот, за работата. Зашто? Зашто ставот повлекува мисли. Океј, се префрлам сега малку на таблава, пак ќе се вратам тука. Тука ми се сите овие концепти што сакам да ви кажам за денеска, но имаме нешто спремно за вас одека на таблата. Океј. Гледайте, сакам да ви објаснам нешто. Ако човекот има мал став, што значи мал став? Гледате како сум го направил? Има лош став за себе. Не сум добар, не ме бива, да не утнам работава, ки има многу мисли. Гледате, фактички ова овдека, можеме да го кажеме дека е фактички overthinking ова овдека. Овие мисли се overthinking,
Overthinking е убав термин на англиски, ама кај нас не знам ни како да го преведеме. Ова е overthinking. Многу мисли човеков тука. Зошто? Зашто гледайте, ако човекот има лош став, секако дека ќе има многу мисли на некоја тема. Замислете, има некој човек се вика, леле, се плашам од кучиња. Има, се што прави? Кучињата ги става над него. Се плашам од кучиња, има многу кучиња, има многу мачки. И се ако ќе излезе у парк кај што има многу кучиња, што се случува? Зашто таков му е ставот слаб за себе, не тоа е слаб став за нас. Почнува да имаме многу мисли на таа тема. И он се шета низ парк и цело време му се умисли кучињава. Не знам. И некој друг човек има став, дебе, куче, ќе го шутнам ако ти се разлее, ќе го тргнам на страна, ќе го гуштам, ќе го бацам. Не знам. И тоа е став. Ама ако ни залае, ако залае, ако те брка, па ќе го шутнеме, ќе избегаме, тоа е став. Или дајме ќе го гуштеме, ќе се спријателиме со кучето, тоа е став. Се што правиме? Ако го ставиме ставот, гледате, голем став, добар став, ќе имаме малку мисли, ќе имаме мал проблем. Ама ако направиме лош став за нас, се смалиме, тогаш голем го правиме ние проблемот, затоа што ние сме се смалиле преку ставот, ме разбирате? Кога ќе се смалиме ние со ставот, ќе имаме многу мисли, ќе почне тој overthinking и почнуваме одма. А што ако? А што ако тоа се деси? А што ако ова се деси? А што ако одам таму и ми се деси тој проблем? А што ако не успеам тој тоа да го направам? А што ако ме откачи девојката? А што ако не знам како да кажам? А што ако се збудам? Ова што ако, overthinking и мисли, доаѓа само ако имаме мал став за нас. Доаѓа ако имаме само негативен став за нас. Гледате, тој негативен став, тој мал став за нас, предизвикува да имаме многу мисли. Ама ако имаме ние добар став, ќе средам све, па што е, сакам да комуницирам, сакам, замислете колку убав став би било, слушајте, сакам да го доминирам тој простор, да осознам толку многу луѓе, затоа што сакам да им помогнам. Одличен став, малку мисли, мал проблем, многу акција. Гледайте, кога имаме многу став, ставот и акцијата се спојуваат, мислите се минимални. Ама што се случува ако човекот има лош став за себе? Ако се понижи себе, ќе го зголеми проблемот, кучиња, мачки, девојки на кои што не може да им приде, што и да е. Голем проблем се прави. Зошто? Затоа што самиот човек се понижува со тоа што има негативен став за себе. Што предизвикува тоа? Предизвикува многу да мисли. Зашто? Затоа што има проблем. Ама тој го направил проблемот затоа што ставот си го намалил за себе и одма почнува што ако. Акција нема. Нема акција. Овде ќе има само overthinking. Единствената акција што ќе има тој човек е overthinkingот. Ама ако имате некој човек кој што има супер став, добар став за себе, ќе ме бира, ме бива, супер сум. Замисли некој си рече, девојкана ако не е со мене, сакам да е со мене девојкана за да го направам животот како што треба, супер да биде животот. Одличен став, малку мисли, многу акција. Или замисли има некој човек, не знам, иде покрај кеј се плаши од змија, каква змија ќе ја шутнам ако е пред мене, огромен став, супер. Он се става над проблемот, он го минимизира проблемот со змии, сега. Он има добар став, мисли има малку, има многу акции, иде на кеј трча. Ама некој, леле, што ако сретнам змија на кеј, бум. Мал став, многу мисли цело време кај се змииве, проблем се. Ме разбирате? Затоа што се е во ставот. Ако ние направиме добар став, ќе имаме многу акција. Ќе имаме живот, гледате, овдека ќе е живот, тука ќе имаме живот. Ама ако го имаме ова, ние ќе бидеме во комфорт зонава. Знаете, у комфорт зона ќе сме. Затоа што у комфорт зоната што не држи? Лошиот став. Ама, гледате, животов е надвор од комфорт зоната. Тука ќе платиме цената у животот, да. Овдека ќе платиме цената, дечки. Зошто? Затоа што имаме ризик. Зашто ќе имаме некојаш разочарување, па ќе имаме. Па што ако имаме? Видите колку добар став. Па што ако имаме разочарување? Голема работа. Не, ама овдека разочараниве луѓе. Леле, ако се разочараше, се тука се само разочарување. Леле, он цело време за разочарување збори. Он е разочаран и цело време мисли за нови разочарувања. Overthinking прави, голем проблем од ништо прави. Си седи у комфорт зоната, ја плаќа ценава. Дечки, овдека многу губи. Овој крадецот, тој ми зима све.
ни ја зема вербата, ни го зема животот, ни ја зема акцијата, светлоста на денот, убавите бои, природата, мирисот на цвеќињата, све е надвор од комфорт зоната, тука е. Тука е крадецот кој што постојано ни кради, што? Самодоверба, сигурност, живот, мир. Зашто? Затоа што има многу мисли. Затоа што цело време е со фразата што ако, што ако, што ако, што ако, и затоа што прави голем проблем. Ама овој човек ако го подобри својот став, абе ме бива бе, супер сум, абе животот бе за да се живе, па окей, идеме да го освоиме просторот. Овој човек со големиот став освојува многу простор. Зашто ги минимизира проблемите? Зашто? Зашто се става над нив. Не мисли многу, веднаш влага во акција, креира живот, креира среќа, доминира и може да е скромен бе луѓе. Ме сваќате? Сето ова ќе го платиме данокот. Овдека ќе платиме но и ќе наплатиме. Видите, тука и ќе наплатиме. Овдека нема да наплатиме. Овдека ќе губиме. Дечки, некој цело време ми краде од контото по 100-200 денара. Комфорт зоната. Најголем крадец што постои. Нема поголем крадец од комфорт зоната, дечки. Океј, сега сакам да ви кажам нешто. Видите, многу е важно, многу е важно за мене да знаеме, да најдеме доказ дека сме добри, доказ дека не бива, доказ дека сме позитивни, доказ дека помагаме. Зошто? Затоа што негативните луѓе околу нас, со нивните критики на нас, со нивното омаловажување наше, ти даваат доказ дека ако го освоиш просторот ќе сгрешиш и ќе утнеш работата на некого. Ме сваќате? Тоа е тоа што го прават негативните луѓе. Само ти презентира доказ да не бидеш. Со цела критика, не те бива зова, не те бива зова, ама зова не си добар, зона не си добар. И се викаш, ако бидам, ако излезам од комфорт зоната, ќе им ги уништам животите на другите луѓе околу мене. Затоа си седам дома боље. Нема да им ги унишиш животите на никого. Ќе им помогнеш. Имаш добрина во себе. И таа добрина во тебе е да го направиш подобар животот на другите луѓе. Затоа што тоа што е најдоброто у мене не е за мене, најдоброто од мене е за луѓето. За тие околу мене. Да им го подобрам животот. Да ги направам посреќни. И ако одам со тој став, идам да им го направам на другите луѓе поубав животот, ја нема да се спречам да доминирам ни еден простор. Ја ќе сакам лајвови, ќе сакам да доминирам, ќе сакам да имам предавања, ќе сакам да имам телевизиски емисии. Зошто? Затоа што јас, иако сум имал разочарување, верувајте, не сум, некојаш сум имал ситуации кога ќе сум се разочарал од нешто ако не успеам да помогнам. Но многу минорни моменти се тоа. Обично 99% од моментите помагам на луѓето и знам дека тој 1% е данокот што морам да го платам за живот. Знам дека ќе дојде човек на кој што можеби нема да знам да му помогнам, нема да можам да му помогнам, ама е мал процент. 1%, 2%. И тоа е данокот што ја морам да го платам. И дал тогаш ќе се разочарам? Се разочарувам, не дека не се разочарувам, дечки. Дал у дадени моменти ќе се вложите за некого, нема да ви врати назад? Да. Ќе му верувате на некого, ќе ве разочара? Да. Тоа е данокот што ќе оплатиме. Тоа е данокот. Ама и ќе наплатиме. Зашто? Затоа што ќе запознаеш луѓе, ќе им помогнеш, ќе бидеш со нив, ќе им го смениш животот, ќе им го направиш убав. И ќе наплатиш во зоната на живот. У комфорт зоната ќе се останеш само таму. Разочарано битие, кој што преди се плаши од себе. И има еден куп кочници во својот ум. Затоа што мисли дека ако постои, ако биде, да не ја утне работа. Нема да ја утнете работата, дечки. Најдобрите луѓе баш го имаат тоа чувство, леле, да не сгрешат. Знаете, луѓето што се криминалци, кои што се деструктивци, они да гази преку лешеви и 2 пати не се запрашува за тоа што прави. Не разбирате?
А добриот човек, затоа што е добар, не ќе да прави зло, не ќе да наштети на другите луѓе, еден куп кочници ќе си стави, ама што прави? За да ги заштити наводница другите од себе, ама он нема да ги повреди. Тој што е добар и кој што си вика чекај да не утнам работата, тој ќе мисли, тој ќе премислува, тој ќе прави overthinking за да не утне работата и да не повреди никого. Ама овој другиот кој што нема гајли, кој што гази преку лешови, тој не прави overthinking. Ама има лош став. И веројатно ставот му е дека не знам, сака да земе многу, ама не ќе да даде. Затоа што прави криминалецот? Зима не дава, нема размена. Тоа е комфорт зоната исто така. Ме разбирате? Надвор од комфорт зоната мораме ние да се увериме во нашата добрина, во тоа што сме ние, во нашите квалитети. Кога работам со луѓе, ме разбирате? Што им кажам? Се е продажба. Ако имате некој што продава и не е убеден у својот продукт, нема да продава. Така и ние, ако не сме убедени у нашата добрина, у нашата помош, у тоа што сакаме да го предизвикаме како убаво за другите луѓе, нема да се осмелиме да тргнеме да креираме нешто за нив. И нема да одиме во нов простор, ќе си седиме во комфорт зоната. Добриот човек, етичниот човек ќе се премислува да не сгреши на некого и ќе се стави 100 ручни, ама фактички ги лишува другите луѓе од својата добрина. Ги лишува луѓето од најдоброто од себе. Само затоа што некој му кажал дека не е како што треба или дека ќе утне работава. Не. Бидете вие. Имате храброст и да сгрешите, луѓе. Најголема грешка е да не грешиме. Зашто? Затоа што ако грешиме, окей, ќе платиме, ама и ќе наплатиме, затоа што од грешката ќе учиме. У комфорт зоната никој не греши, ама и никој не живее. Ама у комфорт зоната грешиме затоа што се плашиме да не сгрешиме. Во комфорт зоната грешиме поради тоа што се плашиме да не сгрешиме. Запамтете, секој човек ќе плати. Секој човек ќе плати. Данокот ќе се плати. Ама во комфорт зоната нема да наплати. Животот ќе си го земе данокот и ќе го платите. Ама играјте и за да наплатите. Со среќа, задоволство, на колку луѓе сме помогнале, колку цели сме постигнале, сме освојувале нов простор, сме стекнале сигурност и самодоверба. Што прават луѓето што постојано ти наоѓаат мани и те критикуваат? Ти викаат не иди у нов простор. Седи у просторот до мене. Сте го виделе некој таков лик? Ке дојде на работа, ке му се како некоја пијавица ке му се залепи на шефов, ке му кажува како сите околу него се катастрофа, само он е добар, само он му мисли добро. Што му прави на шефот со тоа што им кажува дека другите луѓе се лоши? Му го одзема просторот на пријателството со другите луѓе. И што прави шефов ако не ги знае овие податоци? Ке почне да му верува на овој кој што му е енергетски вампир. И ќе почне да прекинува комуникација со своите вработени, бега од просторот со нив, а овој ќе го стисне у мал простор каде што само они двајца си прават муабет, само оние двајца се малата група кои што се консултираат, каде што он му е главниот советник. И што прави шефот? Шефот станува зависен од мислењето на енергетскиот вампир. Зошто? Затоа што енергетскиот вампир морал да му го земе просторот пред да овој почне да не може да размишља со своја глава. Луѓе кои што имаат многу простор размислуваат со своја глава. Луѓе у свој простор размислуваат со своја глава. Луѓе кои што ќе им го одземете просторот, не размислуваат тој со своја глава. Не може. Затоа што ти да размислуваш со своја глава, мора да имаш свој простор. Ама до тој простор мора да дојдеш со тоа што ќе знаеш со кои си имаш работа околу тебе, дал некој кој што те стопира да изградиш твој простор, твој универзум, твои цели, дал ти е тој пријател стварно. Знаете, имаме многу често луѓе околу нас што стварно не мислат добро и сакат со љубов да не заштитат, да не утнеме работа, да не ја сгрешиме. Имате тато, мама на синчево, сите проблеми му грешиле. Синчево уште на 50 години со нив живее, нема жена, нема деца, нема пријатели, таму е. Зашто тато и мама сакат да го заштитат да не греши. Може би љубовта е
Да им дадеме простор и верба на другите луѓе да бидат и да имаат свој простор, да имаат свој пат, да бидат оригинална верзија од себе. Ако станеме копија на тато и на мама, влагаме во нивниот простор. Цел живот исто правиме што прават тато и мама. Во нивниот простор сме. Копија сме на копијата, затоа што они се копија на некого. Само оригиналот ја има сигурност и самодовербата, дечки. Зошто? Затоа што оригиналот бил волен да плати и да наплати. Оригиналните цели, оригиналните идеи, оригиналниот простор. Таму има живот. Таму има разочарување, таму има победи, таму има неуспеси. Неуспесите се дел од успехот. Не се посебно од успехот. Се поврзани заедно со него. Гледав Новак Џоковиќ со Шаповалов, баш кратко пред овој лайф. Гледате, прв пат му е на Шаповалов у тој нов простор. Полуфинален на некој Гранд Слем турнир. Полуфинален на Вимблдон. Тој е простор. Нов простор е. Може би имал трема. Новак Џоковиќ, тој е негов простор. Полуфинале, финале и 20-та титула на Вимблдон е негов простор. Ми разбирате? Он е комотен у тој простор. Ама многу пати самиот тој губел. Сега победува, затоа што тој простор е освоен. И Шаповалов ќе победува. Само треба повеќе пати да дојде до тој простор. Да стане негов. Да го осознае. Да развие близина со тој простор. Ама не можете да освоите простор ако не сакате да изгубите. Ако сака Новак Џоковиќ да не изгуби, ќе игра турнири у Нишу, Лесковац цело време. Нема да изгуби ништо. Ама имал храброст да биде, да помине низ порази. Еве го сега, победува и ќе победи. И у недела. Барем се надевам. Океј, дечки, креирајте нов простор. Бидете. И запамтете, комфорт зоната е крадец, кој што ќе ни го земе најубавото нешто од нас. Самите ние. Тоест, ни ја зима шансата да се креираме. На кој начин? На тој начин што ни поставува стравови и мисли. Ама тие стравови и мисли, да знаете, дека не доаѓаат сами. Доаѓаат од нашиот лош став за самите нас. Лош став за животот, лош став на човеков за сопругата, лош став на сопругата за сопругот, лош став на вработените меѓу себе, лош став на можеби раководителот за вработените, лош став на вработените за раководителите, лош став за кучиња, лош став за мачки, лош став за змии, лош став за пари, лош став за живот, лош став за дрва, лош став за што и да е. Ама ако го смениме ставот и ако го направиме добар, нема да има мисли, ќе има акција, ќе има реакција, ќе има живот, ќе има мали проблеми. Зашто големиот став ги намалува проблемите. Големиот став ги смалува проблемите. Малиот став ги зголемува проблемите. Малиот лош став предизвикува што ако overthinking, мисли и разочарувања, големи проблеми. Не се плашите да имате голем став. Вие сте големи луѓе. Големи битија. Ви требаат големи проблеми, препреки. Ама ќе имате и голем живот, поради тоа што животот е надвор од комфорт зоната. Само животот ни дава нов простор каде што можеме да развиеме самодоверба и сигурност. Комфорт зоничката тука можеме да ја дефинираме како место или простор од кој што сме ја исцицале целата сигурност и самодоверба. Тој простор нема да ни даде сигурност и самодоверба. Мора да истапиме надвор, мора да имаме нова цел, мора да имаме свој став, мора да имаме своја иницијатива, мора да сме волни да бидеме. Поради тоа што кога ќе одлучиме да бидеме, да играме, да креираме, идеме напред, идеме во акција. Почнуваме да доминираме. Ама човекот што го доминира просторот е човекот кој што ја сака играта. И кога човекот ќе развие самодоверба и сигурност, и кога ќе почне да доминира во некој простор, има толку убава игра да ќе биде, ајде така да кажам, навлечен на живот. Човекот кој што доминира и кој што има победи знаете, на почетокот може да има порази, ама после тоа има победи. Гледате, да живееме станува убава заразност. Ме разбирате? Поради тоа што почнуваме да победиме, да победуваме, почнуваме да го сакаме живот. Јас знам дека никој не ќе порази, ама ако имаме огорченост на порази и пружаме отпор на поразите, нема да дојдеме во ритамот на победите. Ако се бориме против поразите, и ако сме огорчени, и ако бегаме од поразите, никогаш нема да влеземе во ритамот на победите. А победите, кога ќе фатат свој ритам,
А животот е преубав. И животот е фантастичен. Но, за да живееме, мораме да го наштелуваме нашиот став. А преди се, ставот за себе, за своите блиски, за својата околина, за се тоа што го правиме. И ако поврзам ова за тоа што го зборев претходниот лайф за ентузијазам, добриот став ни дава ентузијазам, а ентузијазмот што беше? Интензитет на заинтересираност и уживање. Дечки, ја имам добар став за овие лајвови. Мислам дека вие имате добар став за овие лајвови, ја имам добар став за вас, вие имате добар став за мене. Затоа и се сакаме, затоа ве обожавам. Ви благодарам многу што бевте со мене овој петок. Идам да работам. Ако сакате консултации, затоа што сега после овој лајф имам консултации, дечки, јас сакам оваа работа, го сакам овој простор, јавете ми се. Почнуваме од Сабајле рано да работиме, ама поради тоа што имаме огромна желба и волност да работиме, секогаш се креира време и простор за тоа што го сакаме. Секогаш ќе најдеме место за консултации за тој кој што во моментов, наместо да има добар став, почнува да мисли дал да му сеам на жари или да не му сеам. Немој да мислите, јавете ми се, едве чекам да го добиам вашиот позив 078 261 771 е бројот на кој што може да ме добиете. Директно пишете ни, поради тоа што побрзо ги одговарам тие пораки отколку овие на Facebook. 078 261 771. Ви благодарам, стој на убав викенд и на вас, убав викенд на сите. Ве сакам, се гледаме повторно во понеделник. Чао.